Производот кој се смета за бренд за тетовскиот крај Гравот годинава со слаби приноси. Живко Илјовскиот тетовско жилче, долгогодишен земјоделец, вели дека има и финансиски загуби поради сушниот период, затоа што нема род ниту за продажба, ниту за сопствена употреба. Тој ја оценува оваа година како најлоша досега. Тоа што сме посејали 11,5 декара граф имамо посејано, немамо семето што сме посејали, го нема да земеме. Многу лоша година. Неколку години уназад, кај што фатија сушите, се бетерите. Секаде полошко нема гра. Воопште, по пријателината намо, како што слушам, многу слабо е. И тие што се наводнувани, и тие нема гра. На зелениот пазар оваа година мала е понудата на тетовски граф, а цената достигнува и до 300 денари за килограм. Се продава и од увозниот по пониска цена. Има тој што иде уvoz. Има, тој има, ама од нашиот слабо има. Како се движат цените? Па нашиот 250, а тој увозиот 120-150. И покрај високата цена има побарувачка за тетовскиот граф, а за поголем дел од граѓаните е скап, поради што купуваат во маркетите од увозниот. Па купуваме у маркетиве поевтино е, у пазар е огромна цена. Висока, ама што да правиме? Сум обезбедил колку што ми треба, ми сме двајца дома 10 кила. Западо е поевтино, ја живеам во Швајцарија, поевтино него овде. Тоа е, не знам како луѓе овде преживеа ова ситуација. Тетовскиот граф е познат по добриот вкус и крупното зрно. Често овој бренд се злоупотребува бидејќи во последните години се помалку го има. Па така како тетовски граф се нуди и увозниот, најчесто од Киргистан.